Наместо затворање или преименување, бугарските намери се отворање на нови 20 културни клубови во Македонија. Бугарскиот бизнисмен и финансиерот на клубовите Милен Врабевски нашол начин како да се реши, како што вели, од насилството кон бугарските здруженија, да регистрира нови. Питахте ме преди малко какъв е варианта да се реши проблема с насилието. Много е прост. Още 20 клуба. И постепенно ще се разбере истината. А европейската интеграция означава на първо място истина. Тя ще направи свободен. Југословенскиот модул бил најгаден во светот и им го испрал мозокот на македонците, чија територија била украдена со многу крв и престапи, вели Врабевски. Една територия, открадната с много кръв и престъпления, отцепена от България и до голяма степен вече асимилирана по един много грозен начин, югославския модел. Няма по-гаден модел на света. Това е един мини Съветски съюз, приложен тук обаче с затварянето на очите и на изтока и на запада. Практически той все още е на власт и все още доминира. До голяма степен все още трие мозъците и съзнанието на тези хора. Од сега да се знае дека во сите 34 градови и 15 поголеми села во Македонија ќе има канцеларии и клубови на бугарските здружства, ни порача и Виктор Стојанов, председателот на Бугарската фондација Македонија. На иста линија со Врабевски, клубовите ќе работеле со една цел – да ги зближат македонците и бугарите. Од сега велам да се знае. Во Македонија има 34 градови со население од 523.000 за Скопје до 2100 Демирхисар. Во сите овие 34 градови, заедно со околу 15 поголеми села, канцеларии и клубови на бугарските друштва и културни центри ќе бидат отворени во 2023 и 2024 година. Токму за делувањето и промоцијата на историските личности по кои се именувани бугарските здруженија, председателот на Ванчо Михайлов во петок треба да се појави на информативен разговор во битолското обвинителство. Бугарските клубови Црвената лента ја пресекоа со протести на револтирани македонци, бидејќи се именувани според контроверзни историски личности за македонската историја. Во законодавниот дом се донесе и закон според кој здруженијата добија 3 месеци да го променат називот, а во спротивно ќе бидат затворени. Пред речиси 2 месеци, Комисијата за заштита од дискриминација утврди дека клубот Ванчо Михайлов ги дискриминира и вознемирува борците на НОБ, македонскиот народ и етичките заедници, но председателот и членовите не ги отстранија и избришаа сите спорни материјали во името статутот и програмата. Сепак, овој закон според она што ни го кажа власта бил донесен само да се бајпасира ситуацијата, кога граѓаните реагираа жестоко на оваа тема, а сега се подготвувал нов предлог закон. Но бугарските политичари не останаа имуни ниту на превремениот закон, па министерот за надворешни работи Николај Милков испрати заканувачки тонови дека сме морале да направиме отворените бугарски клубови да функционираат.